На опозицијата Бранко Црвенковски. Добро вечер, повторно сме назад од пред Собранието на Република Македонија, каде внатре пратениците на опозицијскиот СДСМ во знак на протест против обидот деловникот да се донесе без амандманска расправа, седат и логоруваат, како што велат, пред дебатната сала, каде што утре според последните информации, според планот на владата треба да почне пленарната расправа за буџетот, а надвор се приврзаниците на опозицијскиот СДСМ и нивните коалицијски партнери, давајќи им поддршка. Нема да ви успе, беше пораката што пред насобраните до власта ја упати лидерот на опозицијскиот СДСМ Бранко Црвенковски. Тој е наш гостин во ова издание на Вестите. Господине Црвенковски, рековте од утре почнуваме, поточно од овој момент почнуваме да си го вратиме и парламентот и улицата. Што значи тоа? Тоа е соодветен одговор на она што сака да го направи владата или власта со денешната седница, каде што го утврди буџетот, има намера спротивно на Уставот, спротивно на Законот за собрание, спротивно на деловникот за работа на собранието, да го стави на дневен ред буџетот утре и да го донесе, со што ќе се суспендира демократијата во Република Македонија и всушност од вечерва ние имаме една многу поважна работа околу која што мора да ја водиме битката. Веќе не е само работата дали ќе се донесе или не буџетот, сега веќе се бориме за демократијата во Република Македонија, за почитување на Уставот, почитувањето на правната држава. Ако ова и пројде на власта, тогаш Македонија повеќе не е демократија, не е парламентарна демократија, тогаш веќе можеме да говориме дека сме станале класична диктатура. Дозволете само пред неполни 20 на минути стигна соопштението на владата во кое што тие велат дека согласно закон и процедура ги добиле од Собранието на Република Македонија извештаите на собраниските комисии за предлог буџетот и дека владата на вечерашнава седница, стои цитирам, согласно закон и процедура го разгледа и усвои дополнетиот предлог на буџетот за 2013 година и го достави истиот до усвојување во Собранието. Владата работи и се однесува конструктивно и одговорно согласно законите и во интерес на граѓаните и нивните права, интереси и потреби. Други детали околу тоа дали има скратување на буџетот или не, нема. Кој е вашиот коментар за ова објаснување од владата? Дека ова е класично насилие и безобразие, бидејќи целата македонска јавност знае дека дебатата во Комисијата за финансирање буџет не е завршена, амандманите не се разгледани, предлагачите на амандманите не добија можност да ги образложат и со аргументи да се борат за нивно усвојување. Со други зборови, формулацијата дека владата работи согласно Уставот и законите е една огромна лага, безобразие и директен удар на Уставот и на законите во Република Македонија. Вашите пратеници некаде од пладне, од 2,5 часот се внатре во Собранието, остануваат таму. Јас во Вестите во 20 часот разговарав со дел од нив и тие велат ќе се обидат да го спречат ударот веќе не врз буџетот, туку ударот врз демократијата. Како? Кои се и нивните инструменти и инструментите на луѓе во кои што сте тука, а на кои, како што не јавивте, ќе им се приклучите повторно утре наутро и вие? Механизмот кој што го имаат нашите пратеници е едноставно да се понудат како жртва за спас на демократијата. Што значи тоа како? Дека почнувајќи од тоа што решија да ги напуштат своите домови и нон-стоп, деноноќно да останат во собранието, само по себе значи дека тие се подготвени и да се жртвуваат и својот комодитет и својот комфор во интересот на Република Македонија. Втора работа е ќе се обидат самите во Собранието на Република Македонија да го попречат одржувањето на седницата која што планирана за утре. Тие ќе ја водат битката внатре во парламентот, ние ќе ја водиме битката пред парламентот. Немаме детали, не знаеме за колку е скусен буџетот, дали доколку има значителни скратувања, има некаков простор во меѓувреме за компромис. Сакам да повторам, суспендирана е демократијата, прекршен е деловникот, оневозможена е дебатата во парламентот. Крај. Ако уште во парламентот нема дебата и нема право да се искаже слободно зборот, гласот, аргументот, каде на друго место?
Вие бевте деновиве на мета, против вас се крена различни асоцијации, организации, поединци, за утре исто така на ова место, но малку подоцна од времето што вие го најавивте за собир, се најавени контра протести. Што ќе се случува? Можно ли да дојде до народ против народ, што е несакана ситуација? Не знам што ќе се случува, секој нека си го носи својот крст и својата одговорност. Ние знаеме зошто сме вечера тука пред парламентот, зошто ќе бидеме и утре пред парламентот. Знаеме за што се бориме, која е нашата цел. Не сум сигурен дека оние кои што овие денови имавме прилика да ги видиме како бранители на позициите на владата или кои што се најавија дека утре ќе дојдат пред парламентот, знаат зошто доаѓаат, која им е целта, освен да ги спроведат директивите и наредбите на власта на Никола Груевски. Првите шатори, тенди се веќе кренати, што значи тоа? Конкретно, кои се следните потези, почнувајќи од вечерва или од утре? Имавте и централен одбор, проширен со коалицијските партнери, договаравте заедничко делување, кои ќе бидат следните ваши конкретни? Оваа битка ќе ја водиме до крај. Ќе бидеме пред парламентот толку колку што е потребно. Ќе направиме се што е неопходно за да постигнеме оваа цел што си ја зацртавме, а тоа е одбрана на уставот, правната држава, демократијата на Република Македонија. Нема опозицијата многу инструменти ти да го стори тоа? Па, а кои инструменти ги има власта? Полиција, војска, пари, моќ, медиумска контрола, судство. Што од тоа има нешто заедничко со националните и државни интереси на Република Македонија? Мислев на демократски инструменти. Единствено што се чини дека останува е улицата и протестите. Точно тоа и тоа ќе го направиме. Ако тоа веќе го изјавив во неколку наврати претходните денови, ако Груевски решил да ја истисне и убие демократијата во институциите, ќе ја добие демократијата на улица. Како ќе одговорите на сите оние кои што деновиве, пак ќе подсетам, ве обвинуваа вас дека сето ова што и вечерва се случува и претходно е само ваш обид да предизвикате хаос и да и наштетите на... Многу едноставно и многу директно. Не, сосема спротивно. Ова што го правиме и она што ќе го правиме во наредните денови е борба да го спречиме хаосот што го предизвикува оваа власт, оваа недемократска власт, овој режим кој што владее со Република Македонија. Вечерва останувате тука или? Вечера ќе останеме до раните утрински часови и повторно рано са бајле ќе бидеме пред парламентот. Господине Црвенковски, ви благодарам што бевте гостин во 24 вести. Беше тоа лидерот на опозицијскиот СДСМ Бранко Црвенковски со пораките до актуелната власт, дека опозицијата останува тука, дека за нив повеќе не се битни, како што многу пати во текот на денот беше нагласено, дека повеќе не се битни кратењата на буџетот, дека повеќе не се битни прифаќањето или не прифаќањето на амандманите, бидејќи сметаат дека се случи многу поголем, многу според нив полош, пострашен преседан за демократијата во Македонија, а тоа е обидот на владата да ја прескокне амандманската расправа и со процедура која што засега не е објаснета како ќе се изведува и со кои одредби од законите и од деловникот ќе биде оправдана, буџетот да оди директно на пленарна собраниска седница која што е закажана утре. Уште еднаш ќе повторам дека пред овие директни вклучувања во вестите во дневникот на 24 вести се обидовме да добиеме и некаков коментар од представниците на владеачката партија, но тие засега одлучија се што вечерва се случува овдека да не го коментираат. Одлуката на владата за нов буџет ја објаснија пак со кратко соопштение во кое што велат дека работат согласно законот и согласно уставот, детали нема. Она што и натаму ќе се случува овдека пред собранието е продолжение на протестот на опозицијата кој што ќе се најавува дека ќе продолжи и утре и во наредните денови, а додека приврзаниците на опозицијата протестираат овдека надвор, внатре се сите членови од претеничката група на СДСМ и нивните коалицијски партнери. Студио. Боби, ти благодарам за вклучувањето во живот пред собранието.